Благодарам, почитувана председателка на комисијата, почитувани пратеници, представници на владата на Зоран Заев. Со жалење можам да констатирам дека кај владачкото мнозинство и кај владата на СДСМ и Зоран Заев нема слух за овој наш амандман кој што доаѓа подпишан и поднесен од пратеничката Стојановска од Гостивар, исто така и јас како пратеник на тие луѓе од тој дел на Македонија. И со жалење можам да констатирам дека постојано одговорот е амандманот не се прифаќа, амандманот не се прифаќа, амандманот не се прифаќа. Почитувани присутни, тие малку проекти за тој дел од Македонија кои што сте ги предвиделе во 2019 година, а под голем прашалник е дали ќе се реализираат, сето тоа е едно ветување многу често и мртво слово на хартија, ќе дојде до година ова време и ќе констатираме пак дека реализацијата на капиталните инвестиции одвај 27%, 25%, 24%. Значи, секе се вете ништо нема да се реализира, како што имаме тоа случај во оваа 2018 година, кој имаме историски рекордно најмала реализација на капитални инвестиции. Ке дојдеме до ситуација да за една година од сега ние го поднесуваме овој амандман повторно. Граѓаните на село Врбен и граѓаните на Мавровјанови и понатаму ќе ги имаат овој проблем, понатаму ќе одат по стариот пат, понатаму ништо нема да се направи и понатаму граѓаните и на Гостиварско, и на Дебарско, и на Реканскиот крај, и на Мавровскиот крај ќе го констатираат следново. Тоа е дека кога СДСМ е на власт, таму ништо не е направено, дека во време на владите на СДСМ 30 години наназад, 1 метар асфалт премиер на СДСМ нема направено за тој крај, а дека, иако требало многу повеќе да се направи, владите на ВМРО ДПМН во Мавровско-Реканскиот крај, во Гостиварско и во Дебарско, направиле нешто кое што може да се наброи. Јас ќе ги набројам тие дел од тие работи, нека излезе некој од СДСМ да каже тоа и тоа ќе го направиме. Таму имаме реконструкција и асфалтирање на патиштата кои што водат од Маврово и на едниот крај и на другиот крај. Таму имаме поголем број на тениски игралишта, мултифункционални игралишта, понатаму патот до Жировница асфалтиран со години и години беше баран, со децении не беше пипнат, понатаму патот за Могорче, расширен, проширен, патот за центар Жупа, понатаму делот кој што е кај Мелничкиот мост, целиот пат по целата должина од Дебар до Струга. Тука би сакал исто така да ја истакнам улогата на нашите коалициони партнери во време на владите на ВМРО ДПМН, функционерите и министрите од ДУИ, но исто така и функционерите и министрите од ДПА, односно Демократската партија за албанците. И заклучокот на овие партии е евидентен, а тие велат да, кога има влада на ВМРО, може би за нешто нема да се согласуваме, ќе преговараме, ќе си префрлиме, но проектите течат. Сега имаме 2 години реторика, 2 години кажувања, ветувања, сликање и така натаму, големи зборови, големи ветувања, но проекти нема. Проекти нема. И тука се потврдува она што го велам кога станува збор за овој крај од Македонија, како и за многу други крајови од Македонија, а тоа е дека една шајка не е заковена и една бандера не е направена. Значи, ве повикувам, пратеници од владачкото мнозинство од СДСМ, барем за една работа спротивставете се на владата, барем еден наш амандман поддржете. Тоа овие проекти ви се пишани во планот за живот по Македонија. Ова сте го ветиле пред граѓаните, ова сте го кажале пред граѓаните. Нека биде дека зборот е збор, а не лагата е лага. Ајде да направиме еден добар проект и да излеземе пред граѓаните да кажеме ние заеднички ова го поддржавме. Благодарам.